Маријана Ѓорѓиевски и Владимир Јовановски станаа првите прилепчани кои се искачија на највисокиот врв во Јужна Америка, Аконкагва во Аргентина, висок 6962 метри. Експедицијата траела 27 дена, од кои 18 денови поминале на планина во шатори. Врвот го искачиле за 9 часа и 20 минути. Аконкагва е вториот сумит во светот по височина. Тие седни од 20-тината македонци кои го искачиле овој врв, а Ѓорѓиевска е четвртата жена од нашата држава. Какво беше чувството кога стапнавте на врвот? Се опишували со зборови? Моментално се ми поминаа морници, дори ми го поставувавте ова прашање. Прв пат во животов кога јас сум се искачила на еден врв, ми потекоа солзи. Односно, имав некое чудно чувство. Претходна сум била и на Елбрус и на Монблан, на Полукс, можеби тоа не се некои врвови кои што познатите светските планинари имаат одено и сметаат дека се нешто посебно, но за мене сепак сето тоа представуваше ново искуство. Но ова што го доживеав на Аконкагва, досега не сум го доживеала, така да буквално можам да те повторам и да кажам дека не се опишува со зборови тоа чувство. Јовановски истакна дека станувало збор за доста сурова планина, каде температурните разлики помеѓу денот и ноќта биде по 40 на степени. Кон врвот тргнале во 2 часот утрината, а стигнале околу 11:30 часот. Таму се задржале час и половина. Имале среќа бидејќи толку добро време за да се остане 90 на минути на Аконкагва. Имало само 10 на дена во текот на сезоната за искачување на врвот, која започнувала во декември, а завршувала во месец март. Кога започна искачувањето последниот ден? 9 часа. Како траеше се до тоа? Последниот ден значи го имавме на 15 февруари со тргнување во 2 часот наутро. Со ниска температура, некој што кажа како што мереа негде околу минус 25 степени. Со доста тивко време, исклучиво тивко време. Го чека цело време сонцето да изгреи, да малце топлина да видиме. Али таа топлина од сонцето ја видовме некаде дури пред врв, кога стасавме дека 11:40 така нешто. Значи таму доста касно изгрева сонцето, а заоѓа доста касно вечерта, дека 10 сато заоѓа сонцето. Кога стапна на врвот, која беше првата мисла, првата помисла, првото чувство? Кога се стапна на врвот, сето беше како сон. Сето ко успани, неспани, уморни, значи на врв стапнуваш, немаш кислород, едноставно сето во главата ти е, не знам како да речам, ко да спиеш, едноставно. Ко не сон би едно пола време чекаш да се прилагодиш на таа висина, да земиш воздух, да се видиш каде си и кога ќе се видиш каде си, веќе чувството е друго. Јовановски признава дека искачувањето сепак било тешко, имало дури и поголеми моменти на криза, кога во прашање се доведувало и самото искачување на врвот. Но со огромната желба за негово искачување се надминале и тие проблеми. Доаѓаш ли мисла кога не можам повеќе или не? Па имаше период, значи негде на 6300 надморска 6400 кога дојде еден период кога беше во умата дали да продолжам нагоре или да се враќам надолу. Снемав кислород, почна многу да ми се спија, едноставно почна во главата да ми се мели, да ми се врти нешто и реков каде сум јас, што правам со ова, али ајде малце, со кратка пауза, со конзумирање на вода, пошто водата е таму кислород и со некои благи работи, подкаснување, си дојдов при себе, помислата дека ме чека некој, дека сум дојден за некоја цел да се искачам горе за некого и продолжив. Освен нив, во експедицијата имало и други македонци. Сите се искачиле на врвот. Ѓорѓиевска вели дека и покрај потешкотиите, пред се, ова за нив било одлично искуство кое ќе им било многу значајно во идните искачувања на врвовите. Ние бевме група приклучена преку Српско планинарско друштво. Ние бевме тројца македонци, но за среќа во тој период имавме уште двајца македонци кои што индивидуално беа на искачување на овој врв. Значи бевме 5 македонци, од кои што сите 5 мина го искачивме овој врв. Не се опишува со зборови тоа чувство.
треба само да се доживее. Мислам дека вреди човек да оддели еден месец од својот живот и определен приход за да ја доживее енергијата која што ја има барем во базниот камп. Таму буквално имаме едно глобално село, односно цел град кој што е составен од луѓе од сите делови на земјината топка. Ѓорѓиевски и Јовановски се пионери во високогорското планинарење во Прилеп. Пред 8 месеци тие се искачија на највисокиот врв во Европа Елбрус, а сега на Аконкагва. Се уште немале одлучено кој сумит или кој нареден врв ќе биде нивната идна цел.